Долго време се боревте да се укинат дел од трошоците на извршителите. Како ја оценувате вие оваа одлука? Дел од пресконференцијата вчера која ја следев, во дел од пресконференцијата ја сватив дека и премиерот и министерката за правда Рената Десковска имаат дел добри предлози, добри предлози во контекст на намалување на нотарските награди, на бришење на судските трошоци и адвокатските трошоци и дел од намалувањето на трошоците при извршување. Но, сметам дека овој закон не е комплетен, значи овие додавки на закон, дека треба да се направат многу корекции. Во кој контекст се тие корекции? Како прво, јас во калкулацијата вчера што ја гледав на Министерката за правда, имаше симулации. Во тие симулации не забележав дека се вкалкулирани каматите. Имаме камати на камати. И, например, долгогодишни камати, тие растат, така да тој долг нема да биде оној долг кој го видов вчера, него ќе биде доста поголем. Значи, ќе треба многу корекции да се направат во контекст на каматите. Тоа е прва забелешка. Втората забелешка е во контекст на застарување на долгот. Нешто напомна премиерот, но не конкретно. Значи, во принцип на застарување на долгот ние во собранието на Комисијата за финансирање и буџет изјавивте дека во Македонија нема управен акт кој го одредува застарувањето. Значи, може да се случи да ви дојде долг застарен од пред 15 години, а некој што е осуден за тешко кривично дело, дека да му е застарено тоа кривично дело, например убиство или грабеж, а некој да кажеме некоја сметка за џубретарина или за вода, која може би ја затурил или не ја платил затоа што не можел да ја плати некаде пред 15 години, сега ќе му дојде со многу голема камата, плюс ќе му дојде, не ќе може да се повика како што треба на застарување, бидејќи постои опасност од антидатирање на печатите. Значи, досега се правеше тоа и беше пракса тоа антидатирање на печатите. И трето, кое морам да го потенцирам, е сериозна ревизија на процесот на извршување во последниве 11 години, кое мора да го направат заедно Министерството за правда, Министерството за финансии, Управа за јавни приходи и Финансиска полиција. И државниот јавен обвинител, значи комплекс од луѓе, значи треба да се направи посебно тело кое ќе прави таа ревизија. Можеби тоа тело може да биде дел од Министерството за финансии, например. Вие водите едно здружение. Вчера беше прашана министерката за правда конкретно за ова, дали ќе има ревизија и дали ќе има санкции за тоа. Меѓутоа, нејзиниот одговор беше дека ревизија секако ќе има, меѓутоа што се однесува до онаа кривична одговорност, тоа ќе треба оштетените сами да го направат, односно сами да ја побараат. Дали вие како здружение сте во ред со овој став и дали ќе преземете нешто како здружение или индивидуално со оштетените лица, дали ќе барате кривична одговорност за оние извршители кои досега работеле спротивно на законот? Има еден момент кој се вели допрен глас. Досега во основното јавно обвинителство се поднесени има доста тужби од поединци, значи од физички лица, но и од правни субјекти за неправилно извршување. Значи, во контекст на нашето проучување на досегашните случаи кои ги имаме ние како случаи кои нас физичките и правни лица не ги има дадено, има многу неправилности. Има многу неправилности кои на моменти се и кривични дела. Значи, кривични дела, постои индиција за злосторничко здружение, а постои индиција и за злоупотреба на службената положба на одредени, значи, службени лица. Самиот принцип на извршување во изминативе 12 години бил криминоген. Значи се работи на спрега доверители, банки, нотари, адвокатски здруженија, извршители. Значи извршителите се само дел од правната мафија. Правничко-банкарско-доверителската мафија. Значи, во контекст на тоа можеби ќе има и групни тужби, можеби ќе има плюс барање од државниот јавен обвинител да подигне, значи, обвинение против некој конкретен извршител, но не само против извршител, но и против доверител, но и против нотар. Значи се работи за тежок криминал. Дали очекувате овој закон да помогне во уништувањето на таа спрега како што вие ја нарекувате? Јас очекувам ова да не биде предреферендумско ветување од страна на актуелната власт, туку да биде брзо реализирано.
Значи очекувам овој закон веќе да влезе во собраниска процедура од 1 октомври, во текот на октомври интервентно и да излезе во службен весник, така да се изгласа и да излезе во службен весник. Но со корекции. Јас се плашам од еден момент. Група пратеници поднесоа барање за отпишување на камати до 2011 година, за отпишување на камати на застарени долгови. Ние сме стриктно за влегување во процедура на тој закон на пленарна седница, бидејќи тој закон е крајно штетен. Може да се случи 200.000 застарени долгови еднаш да се појават кај физичките лица и да направат огромна штета. Се враќаме во студиото. Јас сум Кристина Атовска, а мој денешен гостин е председателот на Синдикатот за одбраната и безбедноста Ристо Ајтов. Поводот за неговото гостување денеска во нашето отворено студио е за тоа што Сојузот на синдикати на Македонија денеска испрати соопштение преку кое ги повикува своите членови да излезат на гласање, односно да го искористат своето право на глас. Ајтов, добар ден, добре дојде прв пат во студиото на 1 ТВ. Добар ден, благодарам на поканата, да, прв пат. Да преминеме на темата зошто Сојузот на синдикати го чекаше последниот ден за да излезе со едно вакво соопштение, кога го донесовте овој став и дали целото председателство на Сојузот на синдикати се согласува со овој став да се излезе, односно да се повика членството да се излезе на гласање? Сојузот на синдикатите на Македонија денеска одржа седници на двете највисоки тела, односно председателството и Советот на ССМ, кој што е официјално и највисок орган помеѓу два конгреса на Сојузот на синдикатите на Македонија. Тоа дали е зошто последниот ден или дали требало можда и порано, знаете, организацијата почива на внатрешна структура, значи на грански самостојни синдикати кои што во одредени прашања тие треба да направат кајнив состанок, па потоа тоа да се сублиматизира и сето тоа да се истакне во став. Со оглед дека сета ова работа трае подолг временски период околу престојниот референдум во недела, и дека сите ние како граѓани на Република Македонија постојано се среќаваме и студираме со информации од пишани или од електронски медиуми. Сметавме дека треба да се созрее ставот до крај, за да можат председателите да дојдат и да сите заеднички донесеме став кој што во името на Сојузот на синдикатите на Македонија ќе го кажеме на јавност и нашето членство. Последнава година Сојузот на синдикати не е толку активен во медиумите како што тоа беше случај порано со претходниот спорен председател, поради кој што вие се боревте, меѓутоа и во сегашната структура на Сојузот на синдикати знаеме дека и по смената се случува некои внатрешни превирања, односно несогласувања помеѓу председателите. Дали има некој во ССМ кој не се согласува со овој став, дали има синдикат кој се двои со своите ставови од ставот на колективот? Одлуките на органите се носат со гласање. Денеска сите присутни председатели од гранските синдикати беа едногласни, односно консензуални, и сите го поддржаа ставот, односно го искажаа ставот за заклучокот, дека Сојузот на синдикатите на Македонија смета дека работниците во Република Македонија на предстојниот референдум со излевањето и со користењето на нивното уставно право на глас ќе придонесе за поголема сигурност и подобрување на нивната социјално-економска положба во иднина. Во изминатиот период имаше многу посети од странски државници, од меѓународниот представници од меѓународниот фактор. Знаеме дека вие функционирате, односно сте тесно поврзани и ги известувате и европските синдикати за сите состојби кои што се случуваат овде. Дали можеби вие имавте некои средби со странските делегации, односно со европските синдикати, дали можеби заедно направивте некој став по ова важно прашање? Сојузот на синдикатите на Македонија е равноправна членка во Европската конфедерација на синдикати и со тоа ние ја имаме можноста за активно разменување на информации посебно од карактерот на нашиот пристап кон ЕУ и кон НАТО структурите. Тоа значи дека ние добиваме нивната поддршка за сите наши активности, кои што исто така од нивна страна ни возможуваат креирање на европските директиви кои што се поврзани со работничките права. Тие директиви мора да ги испочитува, односно првен да ги ратификува Република Македонија доколку сака да влезе во европското семејство, односно во семејството на демократијата. Со тој пријам на ССМ во Европското синдикално семејство и со тој проток на информации и комуникации, нашето залагање за борба и остварување на работничките права
како што се поголема плата, колективни договори, сигурност на работните места, економската благосостојба. Што конкретно ќе се промени за синдикатите и за работниците со евентуалното членство на земја во воевината? Видите, во моментот во тек е изработка на нов закон за работни односи, кој што е фундаментален закон за работничките права во Република Македонија. Значи, на пристапот на Сојузот на синдикатите на Македонија како еден од учесник во трипартитниот договор помеѓу синдикатот, работодавачите и владата на Република Македонија е токму тоа нашето искуство со проток на информации и комуникации со европските синдикати, како тоа е во, например, во една европска Хрватска, во една европска Словенија, во една европска Германија или Холандија, како се нивните работни законодавства, кои што се во понапредна фаза од нашето. Значи, сите тие информации нас ни даваат со големи чекори да прескокаме одредени ситуации, кои што можеби, доколку не бевме членка на Европското семејство на синдикати, немаше да ги знаеме или да ги осознаеме, односно ги требаше повеќе време да ги осознаеме. Колку сме ние далеку од европските закони, колку и време и колку енергија, колку финансии на крајот ќе бидат потребни за нашето законодавство во овој дел во однос на работничките права да се прилагоди со европското? Видите, со оглед дека во последните 10 на 15 години голем дел од работничките права беа си минјани надоле во однос на некои што ги наследивме при раздржувањето од бившата СФРЈ. Факт е дека сега ние треба да достигнеме оној период кога сме дошле, кога сме биле, за да ја одиме понапред. Тоа значи дека Европското семејство на синдикати ни помага со разни проекти во кои што ни вклучува нас како активни учесници, ни дава информации. Но дека ние сме далеку од она што е во најразвиените демократии во Европа, каде што се стремиме, односно во Европската унија, тоа е факт. Но добар момент е тоа што они ни пристапуваат со целиот сериозен пристап, со се она што го знаат, со сето нивно знаење, ни го пренесуваат и ни даваат начин како ние тоа да го вградиме во законодавството во Република Македонија, кое што ќе резултира, повторно кажам, за поголема плата, подобри колективни договори, посигурни работни места и на крај со економска благосостојба на сите граѓани на Република Македонија. Накратко, гарантира ли членството на Македонија во овие институции поголема плата, поголеми работнички права, или пак сепак и тоа е борба? Да, гарантира, јас ќе кажам само со еден пример. Значи, нивото на Европската унија имате минимален час кој што еден работник може да биде платен. Тој минимален час е далеку поголем од она кое што е сега, ако претвориме минималната плата на месечно ниво во часови, да поделиме со 168, и тоа е облигаторно за сите членки во Европската унија. Значи, во моментот кога Република Македонија ќе стане дел од Европското семејство, тогаш нашата минимална плата веќе ќе биде во најниска во Европската унија, но во секој случај повисока од сегашната минимална плата. Тоа значи дека и работодавачите и владата на Република Македонија и синдикатите ќе мора да најдат начин како сето тоа да се изнивелира за да се достигне. Пак ќе речам дека и протокот на капиталот кој што од Европската заедница или надвор од Република Македонија и надвор од границите на Европската заедница кој што ќе влезе во Република Македонија бара стабилност и сигурност на инвестицијата. Таа стабилност и сигурност на инвестицијата поред членството во НАТО, кон кој се стремиме веќе повеќе од 20 на години, сега ќе навлегов и безбедносната структура која што како синдикат ја представам. Значи, нашите вработени со самата учество во првата мисија во Ирак и сите оние до сега повеќе од 10 години учествува во Афганистан, Ирак и така на такви мисии, значи покажуваат дека ние се стремиме кон нештото кое што е подобро, кое што веќе се гледа. Какво е сега расположението во безбедносниот сектор со оглед дека сте председател токму на тој синдикат? Припадниците на безбедносниот сектор кажав дека долги години учествуваат рамо до рамо со најјаките армии во рамките на НАТО партнерството кој што го има Република Македонија со НАТО структурата, бидејќи се уште не сме членки. Тоа значи дека ние ги добиваме најновите тактики на дејства, најновите борбени дејствија, ги добиваме сите оние планови како тоа треба да се изгради една современа и модерна армија во рамките на Република Македонија, која што истовремено ќе биде и компактабилна со армиите на сите други НАТО членки. Тоа значи дека нашите припадници кои што пак ќе повторам повеќе од 10 години се по мисиите по Ирак и во Афганистан, па и во Босна, црпат многу значајни искуства и секогаш биле признати и добивали и ордени за храброст, медал за добро извршување на задачи од рамките од една америчка армија. Тоа значи дека расположението на припадниците на армијата се согледува од самиот факт дека они учествуваат
заедно со армиите на НАТО структурите и дека од тоа учество црпат огромни искуства. Тоа значи дека јас досега се уште не сум сретнал припадник на армијата на Република или припадник на безбедносни структури кој што не сака. Само бидејќи времето не гази, само уште едно прашање пред да се одјавиме, иако ве викнав овде како представник на Сојузот на синдикати, сепак ќе ви поставам лично прашање бидејќи поводот беше токму и предстојниот референдум. Како Ристо Ајтов ќе гласа на овој референдум, бидејќи според ставот знаеме дека ќе излезете на гласање? Секако ако имате доволно храброст или желба да го споделите тоа со јавноста, за разлика од лидерот на опозицијата кој дури на 30 ќе го соопшти својот став. Видите, луѓето што добро ме познаваат, знаат секогаш дека јас го кажам она што го мислам, без разлика дали тоа на некого му се допаѓа или не му се допаѓа. Затоа што јас сум убеден во моите ставови дека се исправни, се дека не добивам аргументи кои што би биле. И како ќе гласате? Јас ќе излезам во недела на 30 и ќе гласам за подобра иднина на моето дете. Тоа значи за? Реков за подобра иднина на моето дете. Ви благодарам што денеска бевте наш гостин. Тука завршуваат минутите за председателот на Синдикатот на одбраната и безбедноста. Такви се ставовите на Сојузот на синдикати. Овде правиме кратка пауза, а веднаш потоа со вас во студиото се враќа колешката Анета Кочишки. Довидување.